И не само денеска, водата треба да ја чуваме во текот на целата година, на светскиот ден на водата. Дали скопјани пијат квалитетна вода? Да, одговорно тврдиме дека пијат скопјани квалитетна вода и тоа 115 години. Веќе нашето предпријатие ревносно го снабдува главниот град со квалитетна вода. Како ќе го одбележите денешниот ден? Ние знаеме да кажеме дека за нашето предпријатие и за нашите вработени секој ден е денот на водата, затоа што, како што споменавме, ние веќе 115 години преку Водовод и канализација Скопје го снабдуваме главниот град со квалитетна вода. Навистина можеме да се пофалиме со втора по квалитет вода во Европа. Изворот Рашче е навистина издашен извор и благодет од природата, кој што требаме да го цениме, почитуваме и да го штедиме. Во таа насока ние во неколку сегменти дисперзиравме кампањи. Првата кампања е кампањата на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје под новото мото "Водата е живот, квалитет кој трае", и во таа насока на социјалните медиуми дистрибуиравме информативни видеа во начинот на подобрување на користењето, конзумирањето на водата, штедење на природниот ресурс за да може да ни трае и во вековите кои што следат. Понатака се приклучивме кон иницијативата на Сдруженијето за заштита на за Сдруженијето за третман на води и отпадни води, кое што беше поддржано исто така од Министерството за животна средина, од ЕУ делегацијата, од Градежниот факултет, од германската и швајцарската амбасада, така да навистина една поопсежна акција во која што дистрибуиравме едукативни постери во сите основни училишта. Преку тие постери навистина дечињата би можеле да го сватат циклусот на водата, тоест да видат како почнува, како извира, како се дистрибуира до корисниците и потоа повторно како се враќа во почвата. Во неколку сегменти делуваме и навистина се трудиме да ги едуцираме и граѓаните и поширокото општество да го ценат она што природата ни го дава. Навистина треба луѓето да бидат свесни за квалитетот на нашата вода и она што го посетуваме ние. Да. Значи, оно што Водовод и канализација може да го гарантира и веќе години назад го гарантира е квалитетот на водата која што ја пијат скопјани. Споменавме 115 години дистрибуираме квалитетна вода. Преку ИСО сертифицираната лабораторија се грижиме секојдневно за квалитетот и го испитуваме секојдневно квалитетот на водата. Значи, не збориме паушални изјави, туку навистина на 50 мерни единици на дневна основа се мери тој квалитет. Понатака, на дневна основа ја пратиме мрежата која што имаме во Скопје и заедно со општините во градот Скопје ги таргетираме оние слаби точки каде што може да се јави некаков дефект за да го санираме или превенираме сето тоа да не се случи. Така да превентивно делуваме на сите полиња и навистина можам одговорно повторно да кажам дека Скопјани имаат благодет и пијат квалитетна вода. Неодамна заврши акцијата за отплата на долгови на рати без камата. Да. Полезна акција и за двете страни и за нашите корисници, без разлика дали се физички или правни лица, а и за предпријатието. Можам да се пофалам дека склучивме 584 договори во вредност од скоро 43 милиони денари. Тоа се договори кои што ќе им овозможат на нашите корисници отплата на нивниот заостанат долг без камата, на рати, а на нашето предпријатие ќе овозможи солвентно да си ги собира своите побарувања и се разбира да си ги нормално сервисира и своите обврски. Достапни сте секогаш за граѓаните, активни сте на терен, кои се идните планови, проекти на јавното предпријатие Водовод и канализација? Нашата работа е 24/7. Ние скопјани мораме да ги снабдуваме со вода 24 часа на ден, но исто така да не ја заборавиме и канализацијата тука, затоа што нашето предпријатие го третира и одведувањето на водите. Во таа насока покрај пречистителната станица, која што е во фаза на евалуација на доставените понуди за избор на најдобар понудувач или изведувач на истата, тоа е еден мега проект кој што ќе ги очекува скопјани во следните 5 години. Ние работиме на редовно подобрување на нашата инфраструктура во делот на водоводот и во делот на канализацијата и во делот на фекалната и атмосферската канализација. Она што е интересно е што во следниот период се фокусиравме на обновливи извори на електрична енергија и во таа насока периодот што ќе следи ќе изготвиме една физибилити студија каде е најдобро да поставиме фотоволтаици за да добиеме зелена енергија за потребите на
предпријатието на водовод и канализација, така да ги пратиме трендовите, се трудиме максимално да одговориме на потребите на граѓаните, но од друга страна па и се трудиме согласно економската светска криза да ги редуцираме нашите обврски и да можеме по одговорно е да кажеме да го пребродиме овој период каде што не демне оваа криза. Благодарам многу на одвоеното време, ние сме тука, ќе ве следиме понатаму. Ви благодарам на поканата.